Излезе од земјата своја и од родот свој и од домот на татка си, па дојде во земјата што ќе ти ја покажам јас. А тебе ќе направам голем народ и ќе те благословам, името твое ќе го прославам и ти ќе бидеш благословен, ќе ги благословам оние што тебе ќе те благословуваат и ќе ги проколнам оние што тебе ќе те проколнуваат и преку тебе ќе бидат благословени сите родови на земјата. Тогаш тргна Аврам како што му кажа Господ, а со него појде и Лот. Аврам имаше 75 години кога излезе од Харан и ги зеде Арам Сара, жената своја, и Лота братанеца свој, со целиот имот што го беа спечалиле и луѓето што ги беа придобиле во Харан. Па излегоа да отидат во земјата Ханаска и Аврам ја измина таа земја во должина дури до Сихем и до високиот Дат Мамре, а тогаш во таа земја живееа кананејците. И му се јави Господ на Аврама и му рече: оваа земја ќе му ја дадам на твоето потомство. И направи тамо Аврам жртвеник на Господа, кој му се јави. Радувајте се во Бога нашиот помошник, запејте песна и удрете во тимпан, повелите. А неразумниот се надева во себе и со беззаконици се дружи. Изгубливиот човек не слуша совет, а пак осникот е омразен. Безумници се исполнуваат со злоба, а благоразумните се украсуваат со венец. Лошите ќе се преклонат пред добрите, а нечистите служат пред вратата на праведникот. Сиромавиот го мраза дури неговите блиски, а богатиот има многу пријатели. Греши оној што го презира сиромавиот, а блажен е оној што милосрден кон сиромасите. Нели се заблудуваат оние што кроја зло, не знаат милост и верност кој врша зло, но милост и верност има кај оние што мисла добро. Од секој труд има изобилен плод, а празни се зборови и не грижата водат кон скудност. Венец на мудрите е богатството нивно, а животот на безумните е само зло. Верен сведок души спасува, а лажливиот лаги измислува. Во стравот пред Господа има голема надеж и на чедата своји он им е прибежиште. Oh
Господи,